Почитувани, вчера на 7 јули, со почеток во 10 часот во Кинотеката на Македонија, се одржа јавна дебата по најновиот предлог закон за култура, организирана од Министерството за култура, кој е главен предлагач на овој предлог закон. Напоменуваме дека во 7-та година на владење на двоецот СДС-ДУИ, покрај промената на 5 министри за култура, ова е трет обид за донесување на нов закон за култура, но се чини дека и овој пат обидот ќе биде неуспешен. И покрај воведните излагања на министерката за култура, директорот на Кинотека за наводно транспарентниот процес за изработка на предлог законот, како и излагањето на председателот на Советот за култура, сепак расправата помина во тензична атмосфера и со бројни и гласни негодувања и коментари од присутните. Голем број од присутните беа директори и раководни лица од институциите на културата, назначени токму од оваа власт, и токму тие беа со најбројни забелешки за овој предлог закон. Па наместо да се води дискусија за суштински процеси за развој на културата, дебатата се претвори во пазарење и кавга помеѓу представниците од синдикатите и раководните лица од институциите. Ова укажува дека и самите предлагачи не се воделе од стратешки позиции за развој на културата, туку од лични и лукративни причини и задоволување на барањата на поединци или на лоби групи. Но закон, почитувани, не може да биде желботека. А овој предлог закон е токму тоа, бидејќи, освен додадени членови за работи во културните институции, кои може да се уредат и со други механизми, например со правилници и слично, суштината на еден закон за култура целосно изостанува. Избришани се членови кои се однесуваат токму на промоција на македонската култура, нема трага од национална култура и национален интерес, а најголема небулоза е тоа што во законот го нема изразот македонска култура. Генерално, станува збор за предлог закон кој нема М од македонска култура. Не се следат националните интереси, туку личните интереси на поединци и предлог закон со кој СДСМ повторно покажа основно непознавање во областа на културата како стратешка дејност за развој на државата и ни потврди дека културата им е на последно место. После оваа хаотична, несуштинска и непродуктивна јавна расправа за предлог закон за култура, на министерката Бисера Костадиновска Стојчевска и на раководните лица од Министерството за култура им предлагаме веднаш да го повлечат материјалот. Со ваков предлог закон нема да остане ништо од македонска култура и културно наследство, а со тоа се загрозува и негувањето на македонскиот културен идентитет. Благодарам.